si viknam glasno. Svetli, svetli, sunce zlatno ugriti od pela, da ogreješ zemlja naša, Makedonija cela. Neka blesne svetlina, da se vidi što je istina, da za nas stoja krija, nije krsta što ni pija. Od grobnica naša sve do Štvani zele, volati nam i odnele, velatnivni bile, i taka solagi belezini blišat, istorija makedonska kako svoja pišat. Svetli, svetli, sunce zlatno ugriti od pela, da ogreješ zemlja naša, Makedonija cela. Neka blesne svetlina, da se vidi što je istina, da za nas stoja krija, nije krsta što ni pija. Svetli, svetli, sunce zlatno ugriti od pela, da ogreješ zemlja naša, Makedonija cela. Neka blesne svetlina, da se vidi što je istina, da za nas stoja krija, nije krsta što ni pija. Svetli, svetli, sunce zlatno ugriti od pela. Почитувани слушатели, тоа беше Дарко Билбиловски со песната за Пела, главниот град на античка Македонија. Овде се наоѓа во Австралија, концертите започнуваат во Сиднеј, потоа доаѓаат овде во Мелбурн, заедно со групата на браќата Нуне и Мими Јасминовска, но заради пожарот во Emerald Receptions, уште еднаш ќе повторам дека концертот за 8 март ќе се одржи во Grand Nered Receptions. Инаку денес за она што сакав да зборувам, почитувани слушатели, се предстојните избори во Република Македонија. Тоа се претседателските и парламентарните, председателските на 24, парламентарните на април, а пак председателските на 8 мај. Она што мене ме интересира и нас што не интересира македонците со кои сум зборувал, со повеќе од нив, се поставува прашањето во овие критични моменти, во овој историски критичен момент за опстанокот на македонскиот народ и Македонија, дали овие избори ќе бидат повторно само за фотели или пак ќе имаме и борба за спас на Македонија, борба за опстанок, затоа што сме нападнати од сите
од надвор, но најмногу сме нападнати од внатре, од нашите предавници, од македонските петтоколонаши. А петтоколонаши, за оние што не знаат, да кажам само дека во Шпанија во граѓанската војна, кога го прашале генералот Франко со колку колони го завзема Мадрид од социјалистите, од републиканците, тој рекол со 5. Новинарите го прашале, ние гледаме само 4 колони, имате една на север, југ, запад, исток, каде е другата? Тој им одговорил, генералот им одговорил дека другата, петтата колона е внатре, помеѓу борците, помеѓу самите борци. Ние имаме такви предавници, петтоколонаши во Република Македонија, во самите политички партии од 1991-2 година, па до ден денешен. И затоа прашањето е дали ќе се борат за фотели или ќе се борат да поправат нешто од она што го направе СДС и ДУИ. Знаете дека во изминатите 6-7 години во владењето на Зоран Заев и пост неговото владење се уште тој владее со лордот Али Ахмети. Али Ахмети веќе ги замина и Тито, па и Чаушеску, па и Енвер Хоџа и така натаму. Не може никој да го смени во Република Македонија, иако 1991 година на 8 септември за независна Македонија 76 или 7% од населението се изгласаа за независна Република Македонија, а само 1/5 беа против независноста на Република Македонија. И сега кога ќе ја споредиме Македонија од 1991 година и денес, можеме да видиме дека македонскиот народ веќе жестоко е потиснат од сопствените луѓе и оние кои се вековно против постоењето на македонскиот народ и Македонија како држава. Јас се надевам овој пат дека политичките партии, односно нивните лидери, нивните извршни одбори ќе најдат едно согласно решение за да се зачува идентитетот на македонскиот народ во сопствената држава, да се зачува македонскиот јазик во сопствената држава, бидејќи од овие договори што ги имаме, Преспанскиот договор, Бугарскиот договор и Тиранската платформа, тие се наменети за комплетно уништување на идентитетот на македонскиот народ, кој во овој момент, во овие години, последните години, а и сега е комплетно зафатен од сите страни и нема многу долго да оди каде што кога што ние нема да се идентификуваме како македонци. Нема каде да се идентификуваме. Еве еден таков показател имаме дека од сопствената држава македонците не можат да излезат. Министерот за внатрешни работи јавува дека можеле македонците да патуваат низ Европската Унија, меѓутоа ако дојдат во Македонија со македонските валидни пасоши, тие не ќе можат да излезат од сопствената држава, да си ги бркаат своите лични фамилиарни интереси. Националните интереси треба да ги заштитат оние кои се избрани за тоа. Пак најнапред тоа ќе направам споредба. Ќе направам споредба со бугарите и со грците, а исто така и со албанците, како тие се честно, односно како се борат, се жртвуваат за своето постоење, за својата биднина, за својата иднина. Тоа го направија нашите предци во Втората светска војна, а го кронисаа со Асном
1944 година, кога се конституираше Република Македонија во рамките на Федерална Југославија. Тогаш беше дефиниран, кодифициран и македонскиот јазик како официјален јазик на Југославија, еден од 4 југословенски јазици, покрај српскиот, хрватскиот и словенскиот, и македонскиот беше официјален јазик на тогаш на Југославија, што значи имавме мощне широко значење и признание на македонскиот јазик во целиот свет, каде што и беа принудени и грците и бугарите да потпишат неколку договори на македонски јазик. Сега, почитувани слушатели, мене што ме интересира, сакам да го посочам примерот на македонската опозиција. За оние што се на власт не сакам да трошам ни збор. Знаеме колкави се големи предавници, невидени предавници, направија пустош во Македонија, направија пекол во Македонија, украдија се што можеше да се кради, предадоа се што можеше да се предаде. Ако го земеме Преспанскиот договор, со член 7 се откажуваат македонците од Македонија, се откажува од сопствените македонци во Егејска Македонија, каде што пишува член 7 дека македонците, односно дека жителите на Грција во северниот дел на Грција се елини од античко време па до денес, кои имаат грчки, кои зборуваат грчки јазик, имаат грчка култура, традиции, обичаи и така натаму. Исто така со бугарскиот договор ние се имаме откажано со член 11.5 дека Македонија има право само да се грижи за државјани на Македонија. Тоа е многу различно и многу спротивно на човековите права и многу е конфузно и мислам дека е глупо, дури можем да го наречам, да се грижи за државјаните во Бугарија. Македонија има одговорност, односно властите на Македонија се одговорни спрема сите критериуми Копенхашки, спрема Обединетите нации, спрема сите институции за човекови права се должни да ги бранат човековите права на македонското малцинство во Бугарија, на македонците во Бугарија, а не на државјаните од Македонија кои ќе одат на одмор во Бугарија. Истото направено е и со Преспанскиот договор. Значи тука да ставиме равно на нула дека идентитетот наш е исчезнат во тие соседни држави, а пак дома исчезнува идентитетот со тиранската платформа, исто така исчезнува идентитетот со бугарскиот договор, кој еве сега во борба е францускиот предлог отворање на македонскиот устав, зашто нема гаранции дека нема да се отвори, туку имаме најстрогото е и она што е за честитки што издржаја ВМРО ДПМН што не го отворија уставот, меѓутоа сепак се остава простор за толкување дека ние под притисок или под наредба на бугарите нема да го отвориме уставот, но под наредба на некои други ќе се отвори. Така тоа се толкува. За жал. За да излезиме од оваа кал, за да воскресни македонскиот народ до некој степен, да ги земи уздите во своји раце, затоа што свесни сте, драги мои македонци во Република Македонија, дека повеќе вашето знаење, вашите специјалности, како специјалисти лекари, како специјалисти професори, како научници, како книжевници, туристи и така натаму, вашето знаење веќе не е во оптек. Вашето знаење е заменето со купени дипломи во Приштина, во Тетово, во Гостивар и во Тирана. Вашите работни места се заменети со купени дипломи и воопшто не е важно колку тие личности специализирале,
дали се новинари, дали се лекари обични, општи лекари, дали се медицински сестри, дали работат во онкологија, дали крадат пари, дали умираат луѓе или бомбардираат, односно експлодираат болници како онаа во Тетово. Патиштата никаде не се прават, инженерите ги нема, но и парите ги нема. Значи парите се крадат, парите се земаат, но исто така се разредчува и се ретчи македонскиот народ како носител на државноста на Република Македонија. Нашите татковци и дедовци се изборија за независна Република Македонија, а ние сега како кенлер на тацна им ја дадовме на соседните држави и на агресивните политичари од албанскиот блок. Некои наши го викаат условно, не е тоа условно. УЧК не работи условно. Али Ахмети неодамна изјаве пред 6-7 дена. Без УЧК Македонија нема да постои. Ако не е така, демантирајте ме. Речете, Ицо, не е така. А исто така го слушавме и Изет Меджити со Максим Димитриевски, кога Максим кажа дека Македонија е држава на македонскиот народ како државотворен народ, дека македонскиот народ се изборе и даде најмногу жртви. Посочи ми колку жртви имаше од албанскиот народ. Албанскиот народ знаеме дека беше во коалиција со фашистичка Италија. Балистите беа на страната на фашизмот. И се уште се спомениците таму во Гостивар и Гостиварско. Бејта ги крена на балистите, спомениците во цела Западна Македонија. Во Скопје пак сите споменици на УЧК се изградени на диво. Исто така и Изет Меджити се закани дека без албанците ќе нема Македонија. И до кога ние ќе бидеме, ќе не плашат нас Изет Меджити и Али Ахмети? До кога, јас не знам, навистина ќе не плашат. Па леп нема децата да јадат. Леп нема да купите. Еве, се случи, што се случи? Едно дете го однесоа со хеликоптер да се лечи во Австрија, но го оставија да не му платат. Значи, од фондот за здравство, парите ги лапаат, ги кркаат, бегаат од таму, одат во странство, во Австралија, Америка, Канада со милиони, милиарди долари. Меѓутоа, оно што сакам да го пренесам е да направиме една споредба, дека во овие 10 години, замислете колку македонци ги загубија местата заради тиранската платформа. Тиранската платформа целосно е реализирана, останува уште една точка, тоа е извршениот геноцид од македонскиот народ врз албанците, што никогаш тоа не се случило во историјата на македонскиот народ. Македонскиот народ никогаш не е направил геноцидни истапи. Македонскиот народ секогаш се борел за сопствената држава, низ вековите, од античко време, средновековна Македонија, исто така и во најновото време. Пораката моја е, како можат Изет Меджити, Таравари, Касами и Африм Гаши да направат една силна политичка опозиција против Али Амети, а од Македонија не можат да направат ВМРО ДПМНЕ силна опозиција, да се приклучат ВМРО ДПМНЕ, Левица, да се приклучат Знам за наша Македонија со Максим Димитриевски, да се приклучи Интегра, да се приклучат македонски концепт, Родина, Ера трета и така натаму. И да се расподелат интересите не за фотели, туку за македонскиот национален интерес. Обстанокот на македонскиот народ е доведен во прашање и сопственоста на Република Македонија доведена во прашање. Еве, гледате самите, очигледно е тоа.
Видите, најголемите непријатели се кој со кого си го вади окото. Кој ти го извадил толку окото, кога го прашале за кога го видел човекот со око извадено, го запрашал, кој ти го изваде толку окото, што е длабоко навлезено во главата. Рекол, братот ми го изваде окото. И тоа правиме и ние. Значи, можеле Касами, Таравари, Изет Меджити, и Африм Гаши, и уште еден донесоа, Курти донесе уште еден од Косово, да направат една широка коалиција, силна коалиција против Али Ахмети, но и против македонските политички партии. Нормално, што е тоа, си го бараат политичкиот излез, да излезат и тие. Доста му беше на Али Ахмети, како што велат и самите, но сакам да кажам дека апсолутно тие ништо не се подобри од Али Ахмети. Истите се. И влегуваа во владата на Али Ахмети, и со ВМРО ДПМН кога беше Груевски, и сега со Зоран Заев. Влегуваат, излегуваат по потреба, и кој повеќе национално, кој повеќе ќе се изрази радикално, кој повеќе ќе каже дека ќе ја уништи Македонија, тој ќе добие повеќе пратеници од албанските лидери. Тоа го прави Касами. Тоа го прави Таравари. Не кријат тие. Јавно кажуваат на телевизија. Дека се залагаат за федерација на Македонија и кантонизација. И ние уште како лилјаци слепи не можеме да видиме, а сме мнозински народ. Двотретински народ сме ние македонците во сопствената држава. Али Ахмети успеа ние имавме 100 пратеници, тој имаше само 10 и тој ја формираше владата, ако се сеќавате, со Зоран Заев. Еве Тони Боцевски од Софија ми вели, Гаши пееше албанска химна во македонскиот парламент. Да, Тони. Да, македонци, пееше албанска химна на соседна држава. На соседна држава пееше албанска химна во парламентот на Македонија. И сега, од Тиранската платформа што останува? Останува да се реализира уште јазикот. А јазикот како меѓународен веќе го спроведе техничкиот премиер Талјат Џафери, а исто така и го спроведува и Бујар Османи и другите албански политичари. Она што сакав да кажам, меѓутоа веројатно ќе останам уште неколку минути, програмата ќе заврши уште малку. Сакав да кажам околу гласањето. Значи, обединувањето е спас на Македонија. Нема тука повеќе левица, десница, нема повеќе знам за Македонија. Мора да настапат сите заедно, ако сакаат мнозинство од 70 пратеници. Ако сакаат мнозинство од 70 пратеници, мораат тоа да го направат, како што реков уште еднаш. ВМРО ДПМН Христијан Мицковски треба да собери храброст, вистинска храброст, да ги покани и левица, да го покани и Максим со знам за наша Македонија, да ја покани Соуза Грчева, да ги покани Единствена Македонија, да ги покани Интегра, македонски концепт, Ера трета, и да ги покани сите македонски политички партии да влезат во тој опозицијски фронт. Ако сакаме ние да ја дерегистрираме СДС, мора да се направи овој опозицијски фронт. А ако се борите само за да ги смените фотелите и да ги ставите само костумите, наместо на таче на чурката да го облечи костумот Христијан Мицковски, наместо на Османи да го облечи некој друг, и да продолжите со тоа дека завршена работата со Преспанскиот договор, завршена работата со Бугарскиот договор, завршена работата со Тиранската платформа,
тогаш завршена е работата и со независна Македонија, и со независен македонски народ, со собствена држава, која им беше подарена од своите родители, на своите деца, на своите внуци, кои како деца мали ја испустија. Несрка и маштеница, со деца отиќете испрскаат. За да не се испрскаме, уште еднаш порачувам, обединување. Прочитајте што пишува на Бугарското собрание. Обединувањето ја прави иднината. Ако не сме обединети, ако не сме заедно, ВМРО-ДПМН ќе добие 50, 55 пратеници, 57 нека бидат. Ќе ги нема тие 60 и нешто да стави капата на страна и да речи ние имаме 67, 70 имаме ние пратеници. Ако освои ВМРО-ДПМН 55 и ако освои Левица 5 до 7 или 10, нека бидат, 5 нека бидат. И ако освои Максим Димитриевски со Знам за наша Македонија, меѓутоа ќе земат гласови и Интегра, ќе земи гласови и Родина, ќе земат гласови и другите политички партии. И зошто тие гласови да не одат на контото на ВМРО-ДПМН? Зошто да не одат? Зошто да се сметаат непријатели Левица и Знам за наша Македонија? Зарем поблизок е овај што ја пееше химната на Албанија? Зарем поблизок му е на Мицкоски Касами, кој го шеташе како низ чаршија го шеташе и низ лозија го шеташе Курти со емитување на албанската химна, со пеење албански песни, без македонското државно знаме, без македонската химна, без ништо. Сето тоа е видливо. И исто така, видлива е границата на федерализација на Македонија. Ако тргнеме од Скопје надолу до Струга, ги гледате големите 35 метарски знамиња на соседната албанска држава. Нема македонско знаме. А во борбите кој паѓал прв? Знаме носецот. Каде еве сега борбата ја гледаме меѓу Украина и Русија. Што се истакнува кога се победува? Ако победат украинците, го вадат од джепот или од подмишката, го вадат знамето украинско и го веат. Дека победиле во некоја село или во некој град. Па ние цела Западна Македонија им ја отстапивме на албанските политичари. И уште сега ќе не плаши нас Али Ахмети, Македонија нема да постои. Македонија постојала неколку милиони години, па сега ние од Али Ахмети ќе се исплашиме. Или пак од Касами, или пак од специјалистот. Ако тие ја сакаат Македонија и сакаат да живеат во таја држава, ќе се обратат малку поинаку. Нека се огледаат како е во Албанија. Гледат во Албанија дека имаат албанска нација. Гледаат во Бугарија дека уставот не се менувал. Не баре тоа Библијата. Во Грција уставот не се менувал. Само кај нас во Македонија се менува. Само кај нас во Македонија се е чорапи женски или чевли женски. Секој утро менување на уставот, секој утро менување на чорапите или пак на чевлите. Ние во иселеништвото сме запоставени. Нека сме. Меѓутоа, ние никогаш нема се откажиме од борбата за нашата татковина, Македонија. Нема ние да се откажиме од Егејскиот дел, од Пиринскиот дел, од Република Македонија. Нема да се откажиме од македонците од Преспа, од Голо Брдо, Гора, македонците околу Прохор Пчински. И колку вие да бидете предавници, ние ќе бидеме поголеми патриоти. И колку вие да продавате, ние ќе бидеме толку похрабри. И ќе се избориме, дури и за овие наредните избори, и покрај тоа што има можност за
да се консолидира опозицијата во еден фронт, да се консолидира. Јас од срце го сакам тоа, да се испорача гласно на Европската Унија, гласно на соседните држави, дека немаме ние место за отстапување, ние сме дојдени и сме подпрени над зидот за одстрел. Ние сме ставени над зидот за одстрел. Нема што повеќе да одстапуваме. Македонскиот народ се иселува. Ништо не се прави, освен што се кради. И сега, ако не се свестите до овој момент, вие, македонци, кои ќе гласате, нас не ни е веќе така овозможено да гласаме. Вие, македонци, кои ќе гласате, гласајте за собствените фамилии. Гласајте за своите деца, за иднината на своите деца. Гласајте за вашето време потрошено за специализација на лекари за рак, специализација на лекари за мозок, лекари за срце. Вие сте потрошиле толку време и сега доаѓаат луѓе со купени дипломи, чиј професор е Артан Груби, чиј професор е некој друг како него. Оние уличари кои беа на калето, сега се професори, специјалисти се, дали во политика, дали во здравство, дали во образование, дали во туризам, или пак во градежништвото, дали се инженери. Се ги бидува, за се ги бидува со лажни дипломи, а оние што го потрошиле целиот живот и парите на собствените родители да ги доведат до состојба да бидат специјалисти за срце или специјалисти за мозок или за излив на мозокот или за рак или пак за грло и така натаму, за нив нема место. А зошто нема место? Затоа што се вработуваат по партиска линија. Ќе се договорат партиите, еве како сега што беше. Дуи имаше 2-13 пратеници и сите 3-14 пратеници беа министри. Сите беа министри. И што кажува тоа? Тоа кажува дека како во Јужна Африка апартхеидот раководи со мнозинството. Англичаните раководеа со робовите во Африка многу години, векови раководеа се додека не дојде Нелсон Мендела после 27 години осуден затвор. А кај нас, кој е осуден затвор за патриотизам? Ниту еден. Кај нас се осудени затвор за арамилок, за предавство на собствениот народ, на собствениот идентитет, на историјата на македонскиот народ, културата на македонскиот народ. Од буџетот на Македонија се делат пари за култура во Косово. Меѓутоа, кај нас, за нашите, нема пари за снимање на филм, туку ги забрануваат и оние кои се снимани. Затоа што навредувале. Кого го навредуваат? Филмот е уметност. Филмот може да се снима како сака режисерот, таков филм ќе изработи. До 8 мај, до 24. првиот круг не ќе може да се знае. За вториот круг ќе останат двајца за председатели. Водете ја борбата како што треба демократски. Нека се води борбата. Веројатно ќе биде Стево Пендаровски, него му помина мандатот, видовме што направе, кажа дека Гоце Делчев е бугарин, кажа дека Преспанскиот договор е локум, бугарскиот локум со Орев, Пендаровски кажа за Тиранската платформа дека е локум со Белогрозје и веројатно се надевам дека ќе преовлада свеста кај македонскиот народ
Вратете се назад, што загубивте сега. Колку македонци загубивте работни места во Македонија? Запрашајте се. И кој ви ги зеде работните места? Неписмените. Оние, еве сега ги читам весниците, $1000 даваат за овчар, никој не сака да оди овчар. $1000 се даваат, не долари, евра, пардон. Никој не сака да биде овчар. И жално е тоа. И жално е што сопствените наши политичари не продаваат нас како стока. Не продадоја нас како стока. И еден македонец е поевтин од еден вол. Еден македонец е поевтин од еден вол. И ако не се свестиме, ќе не продадат на кланица. Бевме однесени неколку пати на кланица. Бевме однесени во собранието на кланица. Бевме однесени на 30 септември 2018 на кланица. И ќе продолжат да не носат на кланица. Само обединувањето е спасување. Обединувањето на ВМРО ДПМН е со сите политички партии во опозицијата. Нема фотели. Нема фотели, има само национален интерес. Национален македонски интерес. Ако имате национален македонски интерес, ќе го направите тоа. А ако се борите за големите фотели, да се подпирате со убавите костуми, да се шетате со Мерцедеси, да се шетате со БМВ-ја, да одите низ сите белосветски градови низ светот, тоа ќе го правите уште неколку години. Но на народот веќе му е дојдено до грло. Мнозинството немаат леп да јадат, се хранат од домашни патлиџани, домати, компири, пиперки и така натаму. Но ќе дојде и тоа време кога ќе ви го свртат и грбот, еве како сега, немате да ги исплатите. Да не бегам понатаму, доста е, мислам дека ја испраќам пораката. Обединување на опозицијата. Обединување на опозицијата и борба против Преспанскиот договор, борба против Бугарскиот договор и борба против тиранската платформа. Го гледате тајлјат шовели. Ми се така сакам, така ќе зборувам. Значи оди на секаде, еве и во Европа отиде, како представник, како премиер на Македонија, меѓутоа состанокот таму со Европската Унија го отвори на албански јазик. И во Италија го направи тоа, и на сите други места го прават тоа. И до кога ние ќе бидиме слепи лилјаци? До кога ние ќе бидиме глувци, што први бегаат од бродот? Па и нека падниме да се давиме во водата. Некој ќе се спаси од нас. Како можат тие да се обединат, повторно ќе кажам, Касами, Таравари, Изет Меджити, Африм Гаши, па и од Косово ни носат, па и од Албанија ни носат, можело кај нас се да се прави. Само и ни се закануваат, без албанците немало да има држава. Мајката, како така немало да има држава? Зошто сме ние македонците? До кога ние ќе робуваме? Робувавме 500 години, робувавме пред тоа, робувавме на Срби, робувавме на Грци, робуваме на Албанци, робуваме на Бугари. И до кога ние ќе бидиме робови во сопствената куќа? Почитувани лидери на опозицијските партии, обединете се за да се спасиме. Ако не се обедините и ако ги гледате фотејите секоја вечер пред вас, и ако одите по градовите и селата и наместо да ги гледате тие буништата и да ги гледате нивието, таму да гледате убави базенти, да гледате, да ви се причинува, не да гледате, ви се причинува дека ќе го убедите тој селанец. Да, ќе го убедите. Македонскиот селанец ги нема тие
услови и можности да гледа телевизија, да слуша радио, да гледа Facebook, да гледа YouTube и така натаму. Затоа вие сте попаметни, затоа вие сте начело на политичките партии, затоа вие сте опозиција. И за да не бидите повеќе опозиција, за да дојдете на власт во собствената држава, обединете се. За сите има место, од премиер, од председател, па до градоначалници, па до директори, па до професори, па до лекари, книжевници, туристи, спортисти, свештеници, владици, патрици. Во ова се силата. Вие како ќе наредите, вие како ќе го замислите патот на Македонија, таков ќе биде. До слушање, до сите вас, мои македонци, Македонија вечно и ова сонце позади мене никогаш нема да згасне. Тоа е гаранција. До слушање од мене и до гледање, Ицо Најдовски.